Почитувана колешке Лидија, внимателно го слушав вашиот говор, во кој велите дека буџетот е развоен, буџетот се очекува дека ќе има забрзан раст, дека ќе има развој на економијата и дека нема да има сива економија. Како почитувана колешке, буџет во кој доминира социјалната компонента не е развоен буџет, а сивата економија и како ќе биде развиена, особено за дополнување на семејниот буџет на домакинствата кои користат социјална помош. Речиси половина од целиот буџет оди во трансфери на социјална заштита. Се предвидува да се потрошат 2 милиарди евра за социјални потреби, што е за 30 милиони повеќе во однос на ребалансот. На овој начин само се купува социјален мир. Граѓаните ги правите зависни од социјалниот систем. Сите статистички податоци покажуваат дека расте незадоволството на граѓаните, постојано луѓето се несреќни. Незадоволството од ваквото водење на државата, граѓаните го искажаа на локалните избори, каде Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги загуби изборите, а ВМРО-ДПМН доби во 43 општини. Колешке Лидија, според статистичката анализа, во месец октомври трошоците за живот пораснале за 4,1%, цените на мало се зголемиле за дури 6,1% во однос на истиот период лани во 2020 година, а трошоците за транспорт пораснале за 18%. Имаме постојно поскапување на основните прехранбени продукти – леб, брашно, масло, млеко, месо. Прехранбениот сектор предупредува дека во наредните месеци се очекува покачување на основните намирници дури и до 50%. Граѓаните ги очекува нов шок. 455.000 граѓани живеат во тешки услови. Тоа се 22% од вкупното население на Република Македонија. И наместо со буџетот за 2022 да се планираат капитални инвестиции за да се покрене економијата, повторно пола од буџетот оди во социјалната заштита. Во вакви услови на пораст на сиромаштија, во буџетот никаде не се споменува дека ќе има средства и финансии за продолжување со работа на народните кујни, во кој голем број граѓани зема и се снабдуваа со оброк. Не се споменува дека ќе се ангажираат лични асистенти повеќе од планираните 200 кои беа донесени со измените на Законот за социјална заштита. Сите знаеме дека овие 200 асистенти не се доволна бројка за да се задоволат потребите на сите деца со попреченост. Благодарам. Контрреплика пратеничката Лидија Тасевска.